Почитувани гледачи на КМ телевизија, започнуваме со втората сезона од вашата, се надевам, омилена спортска емисија Time Out. Многу познати, многу успешни спортисти, спортски работници од нашиот регион, од Тетово, од Гостивар, како што веќе знаеме сите, речиси сите спортови се успешни и застапени во нашиот регион. Меѓутоа, ако конкретно правиме муабет за Гостивар, тогаш еден спорт се издвојува. Тоа секако е кошарката. Гостивар е градот на кошарката, слободно ќе кажам, најкошаркарскиот град во Македонија. Токму затоа, втората сезона ја отвараме со еден од најдобрите и најпознати кошаркари кои што го дал Гостивар на Македонија, наш репрезентативец и вистински кошаркарски амбасадор на нашиот регион. Со нас денес е Стојан Ѓуровски, македонски кошаркарски репрезентативец и член на шпанската екипа Аликанте. Ѓуровски, ти благодарам што прифати најпрво да бидеш наш гост. Јас сакам да ви се заблагодарам за поканата. Чест и задоволство ми е стварно да бидам дел од оваа емисија и сакам да кажам дека стварно е убаво изненадување и нова свежина да се има една ваква емисија за спортот на градови како што се Гостивар и Тетово. Ѓуровски, на почетокот на емисијата ќе се вратиме едно 20 на години наназад на твоите кошаркарски почетоци. Зошто се одлучи да тренираш баш кошарка и од каде се вроди таа љубов кон кошарката? Па искрено да ви кажам, мислам дека и немав некој друг избор. Поради тоа што и мојот татко бил поранешен кошаркар и тренер, како што знаете и мојот брат играше кошарка пред мене, така да уште од најмала возраст на 5-6-7 години ја више знаев, ајде да кажам, се за кошарката. Почнав да тренирам и никогаш не погледнав назад, само продолжи во истата насока. Во кој клуб започна да тренираш најпрво? Па најпрво започнав да тренирам се викаше КК Гостивар. Трениравме во големата сала, со тренер ни беше Гоце Петков. Потоа продолжив во екипата на Мирко Петревски, уште еден кошаркар од Гостивар, кој што имаше своја школа, па направи и клуб и тамо продолжив. Каде те води потоа кошаркарскиот пат? Малку интересно, патот ме води во Тетово. Ме води во Тетово затоа што во Гостивар тие една или две години немаше екипа која се надпреваруваше, него само се тренираше во школите, па јас морав да се префрлам во Тетово и да играм за екипата на Балтепе. Во Балтепе ги бележиш првите настапи во сениорска конкуренција? Во јуниорска. Тоа беше во јуниорска конкуренција, игравме до 16 години. Мислам дека до 16 и 18 години и можам да кажам дека таму ми беше прво искуство да, ајде да кажам, да играме еден официјален надпревар. Така. Во Тетово нема некој кој знае какви услови за тренирање и за играње кошарка, за разлика од спортската сала Младост во Гостивар. Тренираше во Гостивар, а играше во Тетово или како функционираше во тој период? Да, во текот на неделата трениравме во Гостивар, меѓутоа во четврток и петок само идевме на по еден тренинг во Тетово, за во сабота да играме утакмицата во школската сала, што е во основното училиште Гоце Делчев. Да, баш. Така. Каде ги бележиш првите настапи во сениорска конкуренција? Кога дебитираш во сениорска конкуренција? Во сениорска конкуренција дебитирам малку покасно од другиве кошаркари, затоа што на 16,5 години заминувам за Америка. Значи, после екипата на Мирко Петревски се селам во Вардар. Тогаш Вардар, ајде да кажам, почна еден нов почеток со новата сала во малата сала во Кале. Таму изиграв 2 сезони и после тие сезони добив понуда да се префрлам во Соединените Американски држави, да настапувам на Life Center Academy, средното школо, па после тој продолжив и на факултет таму. Како функционира таа кошарка во Соединетите Американски држави? Значи, како е организирано, дали е тоа некоја колеш лига, училишна лига? Па морам да кажам доста различно од Европа. Во средно училиште беше многу поразлично поради тоа што се играат 20 или 25 надпревари во целата сезона. Значи, повише си фокусиран на тренирање, на индивидуален напредок и на такви работи, додека се играат 20 до 25 надпревари. За мене тоа беше доста тешко, затоа што ја прв пат се сретнав со брза кошарка, да кажам. Доста физички јаки играчи, доста побрзи од мене, кај што ја морав да ја модифицирам мојата игра за да влезам во тие кругови. И беше доста тешко затоа што јас бев само една година во средно школо и морав во тие 25 надпревари да се докажам за да добијам понуда од некој од коледжите во дивизија 1 да продолжам понатака.
Како успеа да се прилагодиш во Америка? Значи, знаеме дека малку се и поразлични правилата на кошарката, таму се игра, мислам, не е во четвртини, него со две полувремења е. Тројката мислам дека е малку поблиску. Начинот на тренирање, условите кои што ги има во Америка и тие што се ги имал и во Тетово, и во Гостивар, и во Скопје, како успеа да се прилагодиш на сето тоа? Па мислам да кажам, прво, пред се ми беше потешко да се прилагодам на начинот на живот и начинот на функционирање во Америка, затоа што сега сме 2020 година и е доста полесно. Јас заминувам 2009-та, кај што тогаш више почнува да имаат Skype, да се има камера за да може да се видиш со своите и беше доста тешко, морам да признам, поради тоа што ја бев 17 годишно дете. И тоа ми беше првиот шок, првиот предизвик, кој што го поминав добро и мислам дека после тоа ми беше секој нареден чекор беше тежок, меѓутоа не беше тежок колку што беше овој првиот. Беше тешко, меѓутоа со помош на тренери и со помош на соиграчи, кошарката е тимски спорт и тука е таа убавина на кошарката кај што еден на друг си помагаме. Имав и бариера во јазикот, јас го знаев англискиот јазик, меѓутоа едно е да го знаеш за тука, друго е да го знаеш таму, па и да учиш во школа на англиски. Така да првата година ми беше колку убава, толку и тешка и више влегов во тој некој нивни систем за да веќе во следната година на коледж да ми биде полесно. Имаше некои соиграчи од овие простори кои што ти помогнаа да се прилагодиш во тој период? Имав еден соиграч од Србија, се викаше Горан Пантович. Тој остана сега више и живее во Америка, таму работи. Меѓутоа и нему беше прва година. Значи бевме во иста година стигнавме јас, тој и Мигел Керош. Тој беше капитен на португалската репрезентација во кошарка, игра за Порто. Ние тројца стигнавме заедно и така да кажам направивме еден европски клан. Живеевме и заедно и се дружевме и така да кажам си помогнавме еден на друг да ни биде полесно во Америка. Како се случи еден млад и талентиран кошаркар од Македонија да отиде да игра и да учи во Америка? Дали е потребно некоја стипендија, дали треба да се конкурира? Како функционираат тие работи? Па да, значи тие години доста беше актуелно да средните школи од Америка примаат европски играчи. Ние игравме еден Final Four турнир тука во Скопје, кај што имаше некои скаути, да ги наречам, од Америка, дојдени за да гледаат играчи. Јас го изиграв стварно доста добро тој турнир, ме видоа, седнавме на маса, ми понудија фул стипендија на неколку училишта, прифатив едно училиште во Алабама, меѓутоа кога стигнав тамо, условите беа катастрофални, значи ме ставаа да спијам во подруми, во такви работи. После ми најдоа друга школа во Нью Џерси, од која се префрлив тамо, ми беше стварно подобро. Али ете, да кажам, моето добро играње на тој турнир придонесе да јас заминам во Америка. Дали може да направиме една паралела помеѓу условите кои што ги имаат младите кошаркари во Македонија и младите кошаркари во Америка? Па искрено да ти кажам, не може да направиме паралела, поради тоа што нема некои многу заеднички точки. Еве, кај нас гледам почнуваат неколку школи да ги усовршуваат тие услови. Значи кај нас е проблем грејење во сала во прва лига, а не да не збориме за младенски категории. Чистотата од опрема, од докторска екипа во тие екипи. Сите тие работи придонесуваат да ти се чувствуваш посигурно во Америка и само да си фокусиран на твојот напредок како играч. Додека па тука треба се, ајде да кажам, да се изразам така, да се замараш со многу надворешни фактори кои ти го тргаат вниманието за ти да напредуваш како индивидуа, како еден играч. Пред да продолжиме со разговорот за тоа што се случува во Америка и каде се играш, ќе се вратиме малку назад. Пред да заминеш во Америка, дебитираш и за репрезентацијата на Македонија до 16 години, мислам дека е тоа најмладата категорија. А какво е чувството за еден млад и талентиран кошаркар кога прв пат ќе биде повикан за репрезентација и кога пред надпревар ќе застане мирно и да ја слуша химната на Република Македонија? Па морам да кажам дека е чувството неописливо. Значи, толку е неописливо што ја сега се ежам само што ќе помислам за тоа. Првиот пат ми се деси да ние го игравме европското до 16 години, кое беше организирано баш во Скопје. И како што знаете, деца од 16 години идат, вашите родители, пријатели, салата беше фул.
И баш кога се свиреше таа химна, иде некоја енергија од внатре, ти излегува од тебе, која што мислиш дека кој да излезе пред тебе, нема никаков проблем, дека можеш да го победиш. Кога имаш повеќе трема, кога треба да настапиш за репрезентација или за клуб? Воопшто и сега во сениорска Нормално конкуренција. дека за репрезентација. За репрезентација поради тоа што пак евте во клуб и во странство, тамо си сам, тамо е тоа е тимски спорт, меѓутоа увек секогаш си гледан како тим и после тимот иде индивидуалец. Меѓутоа за репрезентација, значи ја представуваш цела држава и мислам дека доста е поголем теретот за репрезентација. И поубав секако. Да се вратиме повторно на Америка. До кога остануваш во Америка? Во Америка останам до 2014 година. Значи 2009-2010 играм за средно школо и одам на коледж 4 години на Луизиана Тег University. Сите 4 години играше за Луизиана Тег University, да, во првата лига во NCAA. Да. Тоа е коледж лига, како му доаѓа тоа? Да, тоа е дивизија 1, коледж лига, најдобрата дивизија во Америка. И твојата екипа како се движеше со пласман, како функционира тоа? Се движеше одлично. Првата година само имавме окей сезона, после тоа ни го сменија тренерот и после тоа имавме 3 години имавме 26 и 27 победи во сезона, што е доста успешно. Дури стигнавме за една победа не стигнавме, изгубивме во финале да играме на NCAA турнирот. Меѓутоа поради нашите добри успеси стигнавме да играме во NIT турнирот, кој исто се играше во Madison Square Garden во Њујорк. Дали може да кажеме некои познати кошаркари што би им биле познати на нашите гледачи во тој период со кого што си тренирал или против нив што си играл во Америка? Па има доста кои што сега се во NBA. Ете да кажам, во средно школо играв заедно со Дион Уейтерс, кој моментално игра за Лос Анџелес Лейкерс. Направи стварно добра кариера во NBA. Имам играно против Кайри Ервинг. На коледж, значи сега против Пол Џорџ, да кажеме. Такви играчи кои што кога више играш против нив и дури и забораваш и не ги гледаш како, него ги гледаш само како противници. Генерално каде се игра подобра кошарка, во Европа или во Америка? Зависи од вкусот. Јас сум поише за проевропска кошарка. Кошарката на што се игра на коледж и во Европа е многу различна. На коледж се игра многу брза кошарка, каде што доколку си физички спремен, нема шанси да не играш. Значи битно е само да си физички спремен и мислам дека тоа е една голема разлика каде што во Европа, да, треба да си спремен, меѓутоа се игра многу потимска кошарка и е поубава за гледање, да речеме, во мои очи на некој начин. Да. Кога би можел да бираш, каде би играл? Евролига или NBA лига? Нормално NBA лига, значи NBA е нешто што е сон на секој еден кошаркар од кога почнува. Значи, не е само убавината на NBA, не е само во утакмиците и во надпреварувањата. Убавината на NBA е во забавата со фановите, помагањето на градовите, организирањето на патувањата. Све тоа е донесено до такво едно совршенство да буквално играчите уживаат максимално во целиот тој процес. Во 2014 година се враќаш во Европа. Така беше, мислам, 2014. Да. Се враќаш во Европа и играш за екипа од Бугарија. Зошто одлучи да се вратиш во Европа? Па одлучи да се вратам во Европа затоа што, да бидам искрен, немав некоја голема минутажа на коледж, немав ни некој добар просек за да продолжам и да имам шанса да бидам драфтуван или да одам во NBA. Со самото тоа што имав слаб просек, не можев да најдам добар ангажман во Европа, пошто тоа оди така, ако имаш добар просек. Немав што да им покажам на екипите за што сум јас способен. Едино ми беше добро што играв за репрезентација во квалификациите за европското со Александар Џикич 2014 година, кај што изиграв стварно добро и тоа беше, да кажам, едина светла точка кај што екипите можеа да ги видат моите квалитети за да ме потпишат за следната сезона. Зошто баш во Бугарија? Имаше ли други понуди тогаш или? Имав понуди од Македонија, меѓутоа сакав да пробам во Бугарија, пред се поради тоа што Левски таа година беше
и уште е најголем клуб во Бугарија, игравме во АБА лигата. АБА лигата тогаш беше доста појака од сега. После Бугарија за прв пат заигруваш во сениорска конкуренција и во Македонија. Да, играм во Македонија. Првата половина на сезоната ја играм во Работнички, каде што изиграв доста добро. После тоа играме за нова година се префрлам во екипата на Кожув. Таму ја завршувам сезоната. Имав успешна сезона и можам да кажам дека бев задоволен од своите игри прикажани во Македонија како за прва година што ми беше во оваа држава. Потоа следува повторно интернационален трансфер Не, потоа следува МЗ. во МЗТ Скопје. Да, во МЗ Скопје следува таму играм. Тоа е 2017 година, Да, ако не се лажам. да, И во 2017. МЗТ Скопје ја освојуваш и првата титула шампион на шампион на Македонија. Македонија. Така, да кажеме нешто и за тие настапи во МЗТ Скопје. Тогаш играте и во АБА лига и МЗТ станува шампион на Македонија. Какво е чувството за еден кошаркар да стане шампион на државата од која што потекнува, каде што е роден? Чувството е преубаво. Ако користам еден збор, би го искористил преубаво. Пред се заради тоа што таа година беше стварно тешка. Имавме надпревари во Еврокуп, во АБА лига и во Македонско првенство. Имавме доста повреди, ни се сменја неколку тренери. И како што знаете, паралелно Карпаш Сокол имаше стварно добра екипа и дури финалето стигна на пета утакмица. И баш поради тоа мислам дека поради таа пета утакмица кај што беше се неизвестно, таа титула ја направи многу посладка. Таа сезона двете екипи во финалето победија на домашен терен. Да. МЗТ како прв во регуларниот дел имаше предност на домашен терен да го игра петтиот надпревар дома и мислам дека тоа финале беше едно од најдобрите во последните 10 или 15 години, условно да кажам после падот на владењето на Работнички. Дали таа сезона во МЗТ Скопје, дали тие квалитетни надпревари и во ФИБА Европа купот и во АБА лигата и овие квалитетни надпревари во македонското првенство ти помогна да направиш нов интернационален трансфер и да напредуваш и како играчки и во кариерата? Секако пред се поради тоа што во екипата на МЗТ имавме 14-15 квалитетни играчи. И нашите тренинзи беа појаки од утакмица, да речам, условно кажано. И мислам дека баш поради тоа јас напредував како играч. За следната година да направам трансфер во Блокотехна, да стигнеме до полуфиналето и да играме против МЗТ, да имам стварно успешна сезона за потоа да заминам во Шпанија. Во Шпанија каде заминуваш, во која екипа? Во Шпанија заминувам во екипата на УЕСКА. Решив дека после таа година во Блокотехна сакам да одам надвор, дека доста ми е во Македонија. Имав неколку понуди од различни држави, меѓутоа Шпанија, како што знаете, е спортска нација, кошарката е број 1 и одлучив да заминам тамо, да си ја пробам среќата, така да кажам. Да. Во која лига настапуваше тогаш УЕСКА? УЕСКА настапуваше во втората лига. Во втора лига. Да, Лепгол. Ако ги споредиме втора шпанска лига со прва македонска лига? Па морам да признам дека втора шпанска лига е доста поквалитетна и пред се има 18 утакмици. Значи има 18 екипи. Да. Како е кошарката? Дали има таму публика, дали ве седеја голем број на навивачи на надпреварите? Зависи од екипата. Зависи од која екипа до која, исто како и во Македонија. Меѓутоа, културата на луѓето е таква да и пинг-понг надпревари да има во салата, тие идат да гледаат. Едноставно идат да уживаат. И мислам дека тоа е една од битните работи кои што ние треба да ги научиме како спортска нација, дека спортот е уживање. Колку публиката, навивачите имаат влијание на кошаркарите на теренот да одиграат подобро? Па дефинитивно, тоа е, како што знаете, како што многу луѓе кажуваат, шестиот играч. Значи, публиката влијае колку позитивно, така и негативно може да влијае. Меѓутоа на домашен терен доколку е, морам да го кажам, Гостивар. И сами знаете дека публиката во Гостивар е феноменална. И јас сум сигурен дека доколку не би била таа публика, Гостивар би изгубил многу такмици од тие што ги има добиено само поради таа публика. Во последните години можеме да видиме дека Гостивар има
помал буџет и од МЗТ Скопје и од работнички, меѓутоа во Гостивар губат и двете екипи. Да. Веројатно и публиката има влијание врз резултатот. Дефинитивно има влијание, меѓутоа има влијание и менталитетот на целото тоа обкружување. Значи, кај да сум одел, јас еве и низ Македонија и српски тренери кај што сум имал, познат е Гостивар по играчи што ги викаат тие шарпланинци. Играчи кои што гризат без разлика на што и да се деси, кои што не се откажуваат и одат до крај. Тоа некое чудно нешто што го има градот Гостивар. Да секогаш се игра со срце и сами знаете дека има и други градови кај што има публика. Меѓутоа публиката не е така жива како што е во Гостивар. Јас морам во оваа прилика да ги пофалам и гостиварските навивачи и гостиварската публика. Често одам да го гледам Гостивар, ги следам нивните настапи и морам да признам дека во сала и македонци, и албанци, и турци, и роми сите доаѓаат во спортската сала Младост да го поддржат Гостивар, да помогнат ако можат со своето навивање Гостивар да дојде до победа и од трибините не може да се слушне ниту еден националистички извик. Јас сум пораснат во тој град и сум пораснат со пријатели и македонци, и роми, и албанци, и турци. И ден денеска, кога се вратам во Гостивар, со сите пијам кафе. И тоа е убавината на градот. Тоа што сите живеат во заедница. Ете и сам кажа, нема везе дали Гостивар играле македонци, дали играле албанци, дали играле турци. Сите доаѓаат, знаат дека тоа е за доброто на градот и заедно сите го бодрат клубот. Во Шпанија кажавме игра за УСК, после УСК што следува? Во УСК ја имам најуспешната сезона во мојата кариера и како завршува сезоната, ми се јавува екипата на Мелија за да ме праша дали нив им се повредува играч на моја позиција и ме прашува дали сакам да пошто ние не влегуваме во плейоф со УСК, дали сакам да продолжам таму во истата сезона да го изиграм плейофот и Final Four-от. Ја прифаќам таа понуда и се селам во Мелија. Не знам гледачите колку се запознаени, али тоа е град во Африка и е само еден шпански град во целиот континент на Африка, кој што тие си го имаат земено за да си имаат пристаниште тамо. Дури јас не знаев кога стигна во Шпанија дека тоа е тамо. Дека треба да одиш на друг континент. Да, кога ми кажа во баш втора утакмица игравме со УСК против Мелија, а ја играв за УСК и викаат темек земете кратки ствари, утре летаме. Кај летаме, викам, со автобус. Не бе, вика, летаме во Африка. Јас се чудам како. Кога отворив, кога сватив кај треба да одам, тогаш ми беше баш тоа интересно. И се префрлив тамо. Игравме четврт финале со екипата на Ваљадолид. Победивме и стигнавме до Final Four-от во Билбао, кој што морам да признам дека е едно од најубавите искуства во мојата кариера. Мелија Шпанија ја дели гидроатлантскиот проток. Дали има разлика во животот во афричкиот дел на Шпанија и во овој европскиот? Има разлика и тоа голема, поради тоа што толку многу блиско е Мароко, што ние може сега тука да ја снимаме емисијата, а Мароко да биде на 4-5 метра од нас. Во позадина да се гледа Мароко. Да, буквално така. И доста имаат под примена од таа мароканска култура и мислам дека повише изгледа како да си во Мароко него во Шпанија. Да, сум имал можност да одам во Мароко и морам да кажам дека јас кога бев температурата беше меѓу 48 и 50 степени, а пред малку зборувавме дека во Македонија е тешко да се организира греење на салите. Дали во Мелија има ладење на салата? Имаше ладење на салата, затоа што јас стигнав тамо на крај на сезоната, тоа беше во јуни. Како што кажа, сам више почнуваат тие горештини и сега во тие држави греење, ладење, тоа си се пропратни работи, значи никој не ни размислува за тоа. Тоа е треба да се држи константна температура во салата и дали треба да ја ладиш или грееш, тоа си е твоја работа. Битно е да биде Ние кај нас така размислуваме дека сега треба да нема греење, нема ладење, а уствари тоа треба да биде сасема нормално. Мислам дека кај нас само во спортскиот центар Јане Сандански така функционираат работите, во зима е топло, во лето е ладно. Со Мелија кажа играте на Final Four во Билбао. Што се случи на тој Final Four?
На тој Final Four беа 4 екипи. Ние како Мелија игравме против Билбао, екипата на Билбао која се најстапува во АЦБ лигата, и екипата на Оренсе против екипата на Палма де Мајорка. Ние изгубивме во полуфиналето од Билбао на домашна публика кај нив. Цела сала беше буквално фул. Нивен тренер Алекс Мумру, долгогодишен репрезентативец во Шпанија и заслужено победија и на крај дури освоја лигата и моментално одлично котираат во АЦБ лигата во Шпанија. Само првиот влегуваше во Само прва првиот, лига. да. Само првиот, така. Во Мелија ги одигра тие надпревари од плейофот, после Мелија што следува? После Мелија, тоа беше прошлата година, се пресели во Франција. Во Франција. Во која екипа, во која лига? Се преселувам во втората лига во Франција во екипата на Евре. Тоа е на некои 40 минути од Париз. Дали има некоја разлика помеѓу шпанската и француската кошарка? Многу голема разлика. Голема разлика. Голема разлика. Разликата е како што се наврзавме за муабетот со Америка и Европа. Во Шпанија се игра повише со памет, поспора. Мислам, се игра брза кошарка, меѓутоа се тоа е некако добро организирано, функционално. Во Франција е тотален хаос. Јас прв да не знам како да се понашам. Првите 2 месеца ми беше толку многу тешко, што која фати топката директно на кош напаѓа и имавме и доста млад тренер, кој што оставаше отворени раце на играчите, додека свативме, јас имав еден соиграч чисто кој играше претходно во Шпанија, Јордан Замора, и двајцата вака се гледаме, не знаеме, си викаме чекај што треба да направиш, не знаеш, не можеш да стигнеш до топка. Па полека, месец-два више почнавме да навлегуваме во тоа и морам да признам дека лигата во прошлата година во Франција беше многу појака од лигата во Шпанија. Дали сликовито вака може да објасниме дека таа кошарка повеќе личи на All-Star надпревар? На All-Star надпревар со тоа што се игра многу физички јако, никој не те пушта да даеш кош и никој не свири фаул. Морам да признам. Како котиравте на табела? На табела бевме во долниот дел на табелата. Ја почнавме доста лошо сезоната поради, ајде да кажам, малерна повреди. Ние немавме во првите 12 утакмици, немавме ниту една утакмица каде што ние бевме целокупна екипа. Минимум по 20 играчи не беа повредени. Сега, дали беше тоа поради повредите, дали не, ја почнавме лошо сезоната. Ни се смени тренерот, ни дојде србин тренер, Нено Ашчерич, и со него почнавме да играме добро. Меѓутоа се деси тоа што се деси со пандемијата и моравме да ја... Да. Тоа беше минатата сезона. Да. Следната сезона повторно ќе имаш нова екипа и повторно се враќаш во Шпанија. Да. Се враќам во Шпанија, во екипата на Аликанте. Морам да кажам дека сум доста среќен поради тоа што се враќам во Шпанија, зашто стварно се чувствувам како дома. Таа е држава која што и климатски, и луѓето се доста топли, се тоа влијае да ги направи играчите да се чувствуваат баш како дома без разлика од каде и да се. Да. Повторно ќе играш во втората шпанска лига. Кои се амбициите на клубот, кои се очекувањата од новата сезона? За разлика од екипата на УЕСКА, овој менеджмент на екипава на Аликанте има амбиции да влезе во АЦБ лигата уште оваа година. Прошлата година се деси короната, ниедна екипа не испадна од АЦБ лигата, а оваа година има шанси да се влезе горе една или две екипи, уште не е одлучено. Така да сите екипи сега прават сериозни состави на екипите, за да поради тоа што имаат, ајде да кажам така, поголеми шанси за да влезат горе. Да. А веројатно имаат и повеќе средства останато, бидејќи не се доигра минатата сезона, па сега ќе ги искористат и тие. Да, така поради тоа што и во Франција и во Шпанија осигурањето им ги платите на играчите. Така е тоа. Сега малку ќе преминеме на македонската репрезентативна кошарка. Кога за прв пат дебитираш во сениорската репрезентација? Во сениорската репрезентација за прв пат дебитирам во 2012 година на турнирот во Литванија. Имавме турнир во Литванија, селектор беше Маки Лазовски.
Huawei Cup мислам дека се викаше турнирот во, Не знам во како се Литванија, викаше. играа Литванија, Русија и Турција, ако не се лажам. Така беше нешто, да. Не знам како се викаше, искрено да ти кажам. Тогаш прв пат дебитирав. Меѓутоа тоа беа подготовки за квалификациите за Олимпијада. Бев последниот кој испадна и не влегов во тие последни 12 играчи за да одам на квалификациите во Порто Рико за Олимпијадата. Во Венецуела. Во Венецуела, да. Доаѓаш во сениорската репрезентација во еден многу незгоден момент. 2011 година Македонија игра полуфинале на Европското во Литванија и потоа се случува еден пат, една смена на генерации. Дали може да кажеме дека таа смена на генерации е причина за тој пат? Па не, поради тоа што јас кога отидов прв пат на Европското, тоа беше 2013 година со Пипан. Тогаш уште немаше промена на генерација. Играше, значи, Перо, играше и Владо, и Боме Келеп, и Тоше Гечевски, и Станко Чековски, сите играа. И мислам дека, не знам дали памтат гледачите и дали ти памтиш првата утакмица против Црна Гора, кога им го признаа неважечкиот кош, да, со мрежичката, мислам дека тоа многу влијаеше на нас. Јас бев тамо и морам да признам дека влијаеше на нас. Таа утакмица беше, ајде да кажам, условно добиена и доколку ја добиевме таа утакмица, ни се зголемуваа шансите драстично. И на психичка, значи, основа да речам на играчите и поради тоа што автоматски ја тргаме Црна Гора испод нас. Меѓутоа се деси што се деси и мислам дека тоа беше една од главните причини за ние да не поминеме понатака во групата. Поради тоа што победивме Србија, да речам. А 2015-та во Загреб? 2015-та беше доста специфична година. Доста специфична од тоа што ние 2014-та ги игравме квалификациите одлично со Джикич. Тој ни беше селектор. Ни закажуваат припреми и на неколку дена пред припреми ни кажуваат дека има промена на селекторот. И сите тие припреми, значи дојде Марче, исто гостиварчанец, Маријан Србиновски. Да, Маријан Србиновски, кој сега е тренер на КК Гостивар. И се тоа беше толку многу чудно за нас играчите да го прифатиме, поради тоа што Джикич уште се враќаше во Македонија, ни ги гледаше утакмиците, правеше притисоци. Сите тие работи донесоа да се створи една чудна хемија, да речам. Изигравме неколку предалски на превар, игравме добро и се направи. Тоа беше добра една. Тоа беше, како што рече ти, една смена на генерации, меѓутоа Владо се врати за да изигра. Ете да ни помогне колку толку, Пеџа се врати, пошто не ги играше квалификациите. И мислам дека беше доста добро искуство за нас помладите, условно кажам. Дали сметаш дека Македонија има кошаркарска иднина? Па да. Да речеме дека да. Има, меѓутоа мислам дека најголемиот проблем е работата со младите генерации. Го намаливме бројот на странци, одма дојдоа некои млади момци, се видоа дека има нови играчи, дека излегуваат, меѓутоа мислам дека неколку клубови се толку многу желни за некој инстант успех, кој што не оди паралелно со работата на млади играчи и носење на тие млади играчи до квалитетна форма каде што тие би играле во првата лига. Во тековните квалификации, дали мислиш дека Македонија може да се пласира на Европското првенство? Да, дефинитивно. Имавме лош почеток, меѓутоа мислам дека може. Сега имаме две тешки гостувања, мислам дека во ноември се играат. Доколку би украл една победа, мислам дека се е можно. Видовме дека може дури и со Русија да се напреваруваме во Русија, зошто да не ја победиме во Македонија. Верувам во тоа и верувам во овие момци, во селекторот и мислам дека времето ќе покаже дека ние ќе се квалификуваме на следното европско првенство. Дали можеш да ми направиш една идеална петторка во која што би играл ти и уште четворица кошаркари од сите твои соиграчи и на клупски план и на репрезентативен план што си ги имал, една петторка да составим?
Па еве да кажам на плеймейкер Владо Илиевски, Дион Уейтерс двојка, ја ќе играм тројка, Перо Антич на четворка и на петка Тоше Гечевски. А од клупа кој би ве водел? Од клупа би не водел тешко прашање. Може би некој стане за не се налутат нашиве Да, тренери. за тоа размислам. Странци што имам соработувано, еве да кажам, би не водел Дасти Меј. Тој ми беше помошник тренер во Америка, кој што моментално е главен тренер на Флорида Атлантик универзитетот. Еден од најспремните тренери, зборам тактички, со кој ја некогаш имам работено и го имам видено. Ако треба да избереме најдобар кошаркар во историјата на Македонија, за кого би се одлучил? Еве нема да спомнувам имиња, ти кажи, што мислиш? Не можам да кажам. Значи, мислам дека нијанси се во прашање, мислам дека се генерации се во прашање, различен стил на игра, Различна позиција, успеси тимски, успеси индивидуални, многу фактори влијаат на тоа. И морам политички да одговорам Така. Еве да бидеме искрени, пред да почнеме да снимаме се договоривме дека нема да има едно вакво слично прашање. Добро. Меѓутоа еве те прашав, знаев што ќе ми одговориш, меѓутоа морав да те морав така да одговорам. Да, морав да те прашам, да. Дали можеме да кажеме дека еден ден ќе те видиме во некоја македонска екипа или пак да кажеме дека еден ден ќе заиграш пред гостиварската публика како домашен кошаркар за домашната екипа? Зошто да не? Значи, сега сум во најубавите години во кариерата, каде што финансискиот дел ми е примарниот мотив за играње. Ова е бизнис, значи спортот е бизнис. Со кого се договориш, тамо играш. Мене би ми било чест да играм пред гостиварската публика сега кој би сакал да се вратам после тие детски кадетски денови пак да играм пред гостиварската публика, меѓутоа ништо не се знае. Дали си размислувал кога ќе ја завршиш играчката кариера? Дали би сакал да продолжиш како тренер, како менаџер или сосема би се откажал од кошарката? Искрено не знам поради тоа што во Америка завршив бизнис економија, фамилиарно водиме некои други бизниси. Повише би се видел како менаџер, него ли како тренер. Поради тоа што мислам дека тренерската работа е многу тешка. Ѓуровски, уште еднаш ти благодарам за гостувањето. Се надевам дека не само гостиварската, туку и тетовската публика уживаше во овој разговор. Се надевам дека дознаа нешто повеќе и за твојата кариера, и за тебе, меѓутоа и за плановите што ги имаш за во иднина. Мило ми е уште еднаш што ме поканивте. Ви посакувам уште поуспешна втора сезона од првата и се надевам дека оваа емисија ќе стане еден репер за тоа како луѓето треба да размислуваат, како луѓето треба да го третираат спортот во Тетово и во Гостивар. Тоа беше емисијата посветена на Стојан Ѓуровски, македонски кошаркарски репрезентативец. Се надевам дека уживавте. Ние ќе се видиме повторно следниот петок. Довидување.